Bio neko човек, имае си земју, али немае среќу, работи се сирома, голи деца, боси. И он такой, нема што да једе, нема што да се облече. И постили си за Великден, цели пости 7 недели. Доближила Великден, јутре ќе биде Великден, а они боси деца плаче, сакал да се облече. И он бос, гол, рекна, жено, има малко паре, дали на мене опанци да купува или на деца нешто. А она рекнала, боле на тебе, вика, деца су дома, а ти треба да се умешаш у свет, да идеш у црква. Купи си опанци. И он рекна, успи ги деца да не види кад ќе донесу ја опанци, да не плаче. Тоа отиша да купи, кад доше, погледаја од прозор и още деца будни. Мајко. И още деца будни, па вика, чекај, ја ќе ги оставува опанци овдека до стрел, до куќето, и ќе улегну каде ние, па после кад заспиев деца, ја ќе ги унесу опанци. Кад она још не заспали. Заспали, искочија надвор, па до неја да види опанци, и ни све ги глусци изел. Да ги донее каде жена жена, кад немамо среќу, немам. Па дај, вика, што направимо сега, ни деца облечени, обуени, ни ја. Што ќе право, вика, јутре? Сви ќе иде у црква, ја дома, бос. Срамота ме од луѓе. Она рекнала жена му, па иди, човеку, иди ти у цркву, кад ќе сви да улегнем у цркву, ти последен до врата стои. Заврши закон, почнев да искачам дом да си иде, ти искочи, па си иди. И он такой послушаја жената, отише последен, застанаја до врата и завршила се закон. Он по другу путинку, понапред први скочија, отиша си од куд ливада путинку, не ише по улицу главно, каде што иде свит. И таму у ливаду видеја некој штравињак зелен, лисија такој, за чорбу, вика, убаво е за манџичко, да си направимо. Ама не ги обраја. Отише дом прво. И жена му одмага се чекала, рекнала, абре човеку, вика, донес Великден, а иди на тезгу тамо у зелен пијац, потражи малко спанаќ, па да направимо неку манџу на деца, донес Великден. А он, срамота ga bilo da ide da traži.